ама ако стигнат 30 пути понатаму, мислам дека нема потреба. Чекаме 8 месеци на териториите на две општини на Дивчево, со цел да ги поттикне во општините во Медиумија, да ги поттикне младите за поголемо учество во креирање, да работиме и на зајакнување на капацитетите на младите во однос на нивните вештини, да се застапуваат пред локалните власти. Една алатка која што придонесува и за подобрување на состојбите, нели преку тој вклучување еколошки активизам на граѓаните, а се со цел заеднички да ја моделираме околината во која што живееме и да имаме подобри услови за живот и во дел доста динамична така предвидени динамични активности кои што има фокусиран на зајакнување на капацитетите на младите. Во тој дел ние имавме организирано 4 еднодневни обуки, односно работилници, кои што беа насочени кон младински активизам, волонтерство, застапување и учество на јавност. Во соработка со национални експерти во овој дел, еден од експертите го имаме денес тука со нас, Зоран Виковски, и со Драган на некој начин од поттикнувањето кое што го имавме во рамки на овие отпадоците што беа фрлени во реката, по патрот и ги сликавме и напишавме пораки, бидејќи не треба да се фрли отпадот, да ставили се контейнери, не треба да загадуваме средината во која што живееме. Треба сите да почитуваме, да го почитуваме правилото и да живееме во чиста средина. Почитувањето на шумите и во постерот наведовме неколку факти зошто шумите се важни. Тие се прочистувачи на помалите градови, исто така се дом на 300 милиони луѓе на планетата Земја. И се обезбедувачи на кислород и ги наведовме тие факти зашто шумите се важни за нас. Особено недоволното учество на младите во овој процес се потврдува и со последното истражување на Младинскиот образовен форум и фондацијатите, ниту на локално, ниту на централно ниво. Политики и младински активизам во делот на кои што беа во правец на поттикнување на младинскиот активизам, нивни подобрување на вештините за лобирање, за застапување. Сега кога го почнавме проектот беше еколошка катастрофа. Една огромна дива депонија каде што мештањето на соодветно одлагање на отпадот. Кои се поврзани со животната средина. Имам една порака до вас да останете вака и да се грижите за нашата животна средина, бидејќи тоа останува на вас младите и да бидете по-критични спрема сите лоши работи во шумите, било каде во градот и јавно да говорите за тоа. Уште еднаш ви посакувам многу успех и да бидете уште повеќе активни на секаде каде што ќе видите дека некој ја уништува нашата природа, без разлика која е. Благодарам се, фала и за поддршката која што имавме за цело време и од Малешнет и од Делчево 365 во дело со споделување на информации од нашите активности. Ајде се. Ставивме постерот и напишавме неколку пораки кои што се посветени за чистиот воздух. Така, видите, чистиот воздух е дел од животната средина. Кога почнаваме со проектот, вие на нас ни дадовте основа, каде можеме да се представиме самите себе и да учествуваме во многу проекти. Второ и најважно, каде можеме да чуваме нашата чиста околина, како пример шумите, водите, воздухот, исто така. Можам да кажам дека вие на нас наставивте некој добар менталитет за тоа како да си ги чуваме истите, кои се подарени во нашиот дел, и тоа како можеме да го шириме на другите околу нас, за да си ги чуваме нашите средини. Знаеме, јас пак ќе се представам, значи јас сум Елица Јовевска, работам како помладна работника
за локален економски развој во општина Пехчево и во моментот сум дел од формирањето на локалниот младински совет во општина Пехчево. Веќе при крај формирањето на локалниот младински совет треба да се верифицираат мандатите на членовите на истиот во советот на општина Пехчево и сакам да им кажам на младите од општина Пехчево дека и ви стојам на располагање за вашите идеи, за вашите активности, без разлика дали тоа ќе се однесува на заштита на животната средина или било која ваша идеја или активност која што сакате да ја спроведеме во нашата општина, за да добиете општина која што ќе биде прекрасна и добра за живење во неа, за вас па и за сите останати. И сакам да ја искористам приликава да ве поканам сите млади на 18 во сабота, 18 мај во 9 часот сите заеднички да се собереме на плоштада Свети Петар и Павле во Пехчево и да ја реализираме активноста Генералка викенд, односно да ја изчистиме нашата општина и да покажеме дека можеме тоа да го направиме за да живееме во зелена и поубава општина за сите млади, па и за сите останати кои што живеат во општината. Значи во 9 часот на плоштадот Свети Петар и Павле ќе се собереме, веќе ги имаме одредено локациите каде ќе го извршиме чистењето и да можеме да ја подигнеме свеста и кај останатите жители во Пехчево дека треба да одиме во насока кон зачувување на животната средина. Поздравувам овој совет, моите колеги младите со кои заедно работевме во овај период, верувам дека направивме многу интересни работи, пред се еден голем исчекор, односно доживеавме отворени општини кога имавме двосмерна комуникација, кога младите зборуваат, а општините слушаат и создаваат амбиент да можат младите да реализираат. Не смееме да застанеме тука, затоа што посебно со село Црник имаме и децентрализирачка активност кога се даде моќ на граѓаните, односно на жителите на селото да одлучуваат по кој пат ќе се движат. Самиот метод да аплицираат истите жители на селото со поддршка на младите, со иницијатива на младите да формираат и местна заедница, што значи да преземат дополнителни чекори, за мене е охрабрувачки момент. А на уште повеќе се надевам дека општините, заедно со граѓанскиот сектор од Пехчево и Берово, најпрво ќе аплицираат на повикот што е сега од УСЕИ за млади, за 3 области. Понатаму, општините, заедно со граѓанскиот сектор и младите, ќе аплицираат во август месец да отворат младински дебатни купови преку Младински образовен форум. Младинските совети кои ќе бидат пред се зајакнати, да имаат своји стратегии, потреби, аргументирано да ги наметнуваат приоритетите и да се овозможи оној 0,1% од општините да мират наменети за младите. Значи не е доволно само декларативно да ги поддржуваме младите, туку да се овозможат услови да младите ги реализираат собствените идеи. Спремно. Здраво на сите, јас сум Стефанија Биковска и можам да кажам моје искуство како еден член на младинскиот активизам. Јас присуствував скоро на сите проекти и можам да кажам дека младинскиот активизам прво на нас ни даде основа како тоа ние да се представиме, да го држиме нашиот став, а второ и најбитното ни укажа како тоа да си ги чуваме нашата средина, односно водата, шумите, чистиот воздух и како моја порака треба да го чуваме тоа што го имаме и да го цениме додека го имаме, бидејќи ќе сватиме дека е битно откако ќе го изгубиме. Треба да ја чуваме нашата природа и да си го чуваме воздухот. На денешниот завршен настан од проектот Екоактивизам младите креираат одржлива иднина, кој што во изминатите 8 месеци го реализираше Сдруженијето Амброзија, како регрантирање преку соработка со Македонското Сдружение на млади правници во рамки на една поголема генерална програма поддржана од Европската Унија, Екоактивизам за позелени општини, ги презентиравме резултатите и главните постигнувања во однос на реализираните активности во изминатиот период. Пред се, проектот имаше за цел да ги поттикне младите за поактивно вклучување во застапување и во градење на локални партнерства за надминување на проблемите со животната средина од една страна, а од друга страна зајакнување на нивните капацитети за поинтензивно лобирање и застапување пред локалните власти за решавање на оние предизвици со кои што се соочуваат младите.
Огромно задоволство е да се биде дел од завршен настан кој што завршува со успех затоа што младите го испорачаат својот глас, младите беа гласни за приоритетите и пред се младите беа дел од решение на едно село кое што долго време се мачеше со справување со отпад. Оваа пракса се надевам дека ќе продолжи и понатаму затоа што постојат и други фондации и други можности за може да ги аплицираат своите потреби и сум сигурен дека младите знаат, младите научија, младите можат да пренесат пораки и да бидат гласни. Многу гласни затоа што потребите на младите, потребите од здраве животна средина се дел од нашето секојдневие и дека ако сакаме да градиме здрави генерации, мора младите да бидат послушани и да бидат активни на локално ниво.